Добре, криптоентузијасти, има многу да се разборува денес, така да ќе гледам што можам побрзо да го направам сето ова, но битниот дел е дека на крајот од денот ќе мораме да поминеме преку сите овие информации и тоа е реалноста, така да се надевам дека нема да ви биде проблем да биде видеото малку подолго. Не заборавајте дека ова што го правам јас е за да ви информирам вас, така да во секој случај нели нормално може да го паузирате, може да гледате на неколку пати, но за жал морам да поминам сите овие информации зашто сите се битни за тоа каде се наоѓаме моментално на пазар. Знаете и сами, техничка анализа, иако ова треба да биде направено среде недела, моменталните случаи некогаш бараат од нас да направиме техничка анализа во момент кога на пример се наоѓаме и во викенд, така да тоа е во однос со тоа какви случувања моментално има, така да не може во среде памп да правиме техничка анализа, нема логика со оглед на фактот дека ако веќе сме го предвиделе пампот, мораме да видиме што ќе се случи, за да видиме што понатаму очекуваме од истиот. Така да за жал немам време дури да сакам на пример да направам некогаш лайв кога се случува одреден памп или дамп, за чисто нели да објасниме што гледаме моментално, не можеме тоа да го направиме постојано, затоа и гледам кога правам техничка анализа да опфатам што можам повеќе, за да ви оставам што може повеќе податоци да видите што моментално гледам на чартовите и на сето она што се случува во светот. Сега прво нормално мораме да поминеме малку околу традиционалните финансии кои што нели знаете и сами исклучиво се битни за криптосветот, а потоа нормално ќе се осврнеме многу повеќе на крипто со оглед на фактот дека имаме многу битни вести во однос со тоа кои се да речем нови играчи влегуваат на пазарот. Значи се повеќе и повеќе изгледа како почеток на бул маркет. Не знам за вас, значи иако нормално нема логика да бидете целосно возбудени во ваква ситуација, ова може и да потрае, овој статус кво, но тоа не го менува фактот дека се повеќе и повеќе добри имиња влегуваат на пазарот на крипто и тоа мора да биде позитивна вест. Тоа е поентата, значи овдека сме за да бидеме предни, за да можеме да искористиме она што они ќе го предизвикаат со нели следниот бул маркет. Вака, значи пред да разговараме за самиот крипто пазар, знаете и сами дека постојано обрнуваме исклучиво внимание на DXY индексот и на факторите кои што делуваат на него. Нормално, прв и најголем е Федералната резерва во однос на нивната политика на quantitative tightening во моментов, што уствари представува подигање на каматните стапки со цел да се направи капиталот што поскап и на тој начин да се инсентивизира населението да не троши, туку да штеди. Во оваа ситуација, нормално знаете и сами, ако сте го следели нашиот канал, веќе цела една година и повеќе од една година сме во ситуација во која што значи самата Федерална резерва правеше quantitative tightening, прво со многу големи ставки од 0,75%, а потоа почна да ги намалува и како тоа се случуваше, така гледаме и пад на DXY индексот. Сега, ова беше првата пауза која што ја направи после многу долго време, ова беше прв пат, последниот, значи тоа е на точно 13 јуни, 13-14, кога одлучи дека нема да зголемува нов рейт хајк и ќе остане на 5,25, а со тоа гледаме и добивме дамп на пазарот, затоа што доларот ова е практично вештачки памп, вештачки да речем алат со кој што моментално се пумпа вредноста на доларот во светот. Така да во моментот кога ќе престанете да додавате вакви каматни стапки една врз друга, очигледно и довербата во доларот почнува да паѓа, дополнително забрзана од дедоларизацијата во светот. Сега, за жал ние сакале или не, колку и да тоа барем мене лично ми се допаѓа дедоларизацијата, мораме и понатаму да го следиме со оглед на фактот дека се уште за жал е доминантно средство за размена во светот, но неговата доминација во последните неколку години од 70 и неколку проценти пада на 50 и неколку проценти, така да тоа е многу битна промена, значи само половина од светот практично го користи доларот моментално за резервна валута за размена помеѓу нели различни држави. Како и да е. Следниот состанок на Федералната резерва на 25 и 26 јули, истите и понатаму нели остануваат на истото дека мора да разгледаат какви ќе бидат практично показателите, односно стапката за невработеност и стапката за инфлација пред да одлучат дали повторно ќе паузираат или пак ќе зголемат со 0,25% каматна стапка. Сега, во однос на стапките кои што ги очекуваме, нормално за да направиме соодветна анализа, мораме да ги добиеме прво, така? Затоа што се уште е рано со оглед на фактот дека следниот состанок на 25 и 26 јули, кој што ќе одлучува за податоците кои што ги добил за јуни, а истите ќе ги добиеме, ова е стапката за невработеност, која што ќе ја добиеме на 7 јули,
како и стапката за CPI кор инфлација, која што ќе ја добиеме на 12 јули. Така да, кога ќе ги добиеме овие две стапки, едната па другата, ќе можеме малку повеќе да разговараме за тоа што очекуваме во однос на зголемување или не на каматната стапка, на овие практично rate hikes, со тоа што гледаме дека моментално само 25% од луѓето веруваат дека ќе остане на 5,25, додека имаме 75% од луѓето кои што веруваат дека ќе се зголеми за 0,25% повторно. Сега, дали тоа ќе се случи, пак ќе кажам, директно влијае од овие две. Значи, кога ќе добиеме овие две, а како што напоменавме, ќе повториме повторно, значи зголемување на инфлациониот индекс нагоре, се извинувам, прво зборуваме за невработеност. Значи, чисто за да објасниме, да ви стане јасно зашто станува збор и зашто овие две се толку битни, нормално ако не сте гледали нашите претходни видеа, на кратко, значи, имаме два индекса, а тоа е првиот ни е индексот на невработеност, а вториот ни е индексот на инфлација кој што се дели на CPI кор инфлација. Невработеноста во Америка треба да биде највеќе до 4%. Се над 4% представува алармантна ситуација во која што Федералната резерва мора веднаш да реагира за да не дојде до неконтролирана инфлација како во ситуацијата со COVID. Со тоа што сега моментално, за разлика од целиот овој период, за прв пат истата се дигна до 3,7% од 3,4% и тоа во само еден месец, што значи дека уште едно вакво подигнување од 0,3% и они веќе се наоѓаат на алармантна така речено стапка која што ќе мора практично да превземат нешто, а тоа е прво не смеат веќе да ставаат rate hike, затоа што тоа дополнително ќе ја зголеми оваа стапка на невработеност, а тоа е нормално една од главните функции на Федералната резерва да не дозволи неконтролирана невработеност. Вторите две стапки се кор инфлацијата и CPI инфлацијата, каде што гледаме дека CPI инфлацијата, која што ги вклучува сите добра и услуги на територијата на Америка, за разлика од кор која што не ги вклучува горивата и прехранбените продукти, гледаме дека истата е во многу голем пат и истата е моментално на 4 од посакувани 2%. Со тоа што моментално прашање е нели дали и понатаму ќе продолжат со уште една или две максимум 0,25% каматни стапки, кои што нормално ќе предизвика повторно растење на цената на доларот DXY или пак ќе останат повторно на пауза, која што нормално обратно ќе делува, а тоа е ќе направи пат на цената на DXY. Значи ова е стандарден механизам. Колку повеќе rate hikes, толку повеќе вредноста на доларот се движи нагоре, што можеме да видиме и обратно. Колку помалку rate hikes или пауза, вредноста почнува да стагнира и паѓа надолу. Не заборавајте во целата оваа ситуација, дедоларизацијата има огромен фактор, затоа што постепено се враќаат огромни суми на долари назад во Америка, кои што и понатаму ќе прават инфлација, односно колку повеќе од овие долари се наоѓаат на територија на Америка, толку повеќе ќе ја зголемуваат самата инфлација која што и така е неконтролирана на 4% и 5% кога станува збор за кор инфлацијата. Како и да е, подетално за ова ќе разговараме кои ќе добиеме конечно стапките. Сега за сега, без добивање на стапките, очигледно се очекува истиот да биде покачен повторно со 0,25%, што реално не би било позитивно за криптопазарот. Моментот кога конечно ќе се утврди од Федералната резерва дека завршуваат со rate hikes, дека завршуваат со каматни стапки, очекуваме конечно да добиеме и нормализирање на овој следен bull market, затоа што значи моментално овие стапки се главниот проблем во продолжувањето на биткоин во следниот степен од bull маркетот. Затоа сакам да напоменам, значи стагнирањето и паѓањето на DXY директно помага во зголемување на цената на биткоин, тоа е оваа портокалова линија која што може да видите споредбено, и обратно доколку повторно ќе кажам добиеме 0,25%, очекуваме повторна корекција на биткоин затоа што тоа автоматски ја дига цената на доларот, а како цената на доларот се качува, нормално дека во корелација со доброто со кое што се тргува биткоин, вредноста на биткоин ќе почне да паѓа. Значи тоа е во однос на основната анализа на DXY. Сега доколку навлеземе малку подлабоко и доколку погледнеме што се случува моментално на дневна база, значи не мора ни да одиме моментално на неделна, анализата е иста. Затоа што гледате дека постепено се движи надолу, значи дека практично сме во bear маркет на DXY моментално, со тоа што оваа нула стапка која што ја добивме го заврши овој dead cat bounce кој што го имавме надвор од овој триаголник и цената моментално на доларот се врати назад во овој паѓачки триаголник кој што го имаме моментално, со тоа што ова поле на акумулација претходно, каде што имавме нели double bottom, практично сега представува поддршка на цената на DXY и истиот нормално гледаме дека се наоѓа во ова жолто поле кое што претходно ни представуваше поле на два локални bull маркети на DXY.
односно можеме да видиме на овој чарт дека во 2017 и 2020 година, тоа е bear маркетот за биткоин, а напоредно bull маркет за DXY, практично сме го оформиле ово жолто поле во кое што моментално се наоѓа цената на DXY и искрено се додека се наоѓа во жолто поле, тоа е позитивно за нас затоа што верувајте ми не ни е потребен повторен скок нагоре, а и не гледам сила од каде DXY би можел да направи повторен скок со тоа што има толку многу негативни работи кои што моментално влијаат на DXY, првенствено запирање и стагнирање со rate hikes, а нормално понатаму кога веќе ќе се стагнира, прашање на време кога ќе се коригира инфлацијата до одредено ниво и да почнат да ги намалуваат овие rate hikes назад, што значи дека тоа што толку ќе добиеме пат на DXY, нормално тоа е прашање на време, значи Федералната резерва најавува дека ќе им биде потребно дури до наредната година конечно да ја стабилизираат инфлацијата и да почнат со намалување на овие rate hike кои што ги ставаа, но да не забораваме дека ако се случи рецесија, која што очигледно ќе се случи, нема никаква опција освен да ги намалат овие rate hikes, што дополнително ќе направи тамп на доларот, а раст на биткоин и на останатите ризични добра. Сега рецесија нормално ќе делува лошо и на традиционалните пазари. Интересна работа која што мораме да забележиме поради моменталниот, значи знаете и сами дека S&P 500 и Nasdaq практично имаат еден огромен, пак би рекол, dead cat bounce, со тоа што се очекува рецесија, тоа и сите го најавуваат, значи дека ќе имаме повторна длабока корекција и на S&P 500 и на Nasdaq и на останатите индекси, со тоа што моментално го промашивме целиот овој скок, односно добивме така речено стагнација на биткоин, поради тоа што имавме сили во криптосферата кои што делуваат негативно на истата, односно choke point 2.0, која што е оркестрирана од SEC, а сега веќе знаеме и зошто. Тоа ќе објасниме во следниот сегмент, само уште неколку минути. Додека за разлика од тоа во традиционалните финансии, односно хартиите од вредност, очигледно нема никаков сегмент кој што би го блокирал нивниот напредок нагоре, и тоа моментално го видовме. Како во S&P 500, истото го видовме и во Nasdaq, може да видите и сами. Значи двата се во огромен напредок нагоре, поради тоа што буквално нема никој да ги запаре за разлика од криптосферата, каде што имавме огромни тужби кон моментално две од најголемите менувачници во светот. Сега, генерално гледано, сакав да видам до каде моментално се и Nasdaq и S&P 500. Очигледно S&P 500 се наоѓа на оваа локална поддршка која што е практично воспоставена од оваа спротивна свеќе која што моментално ја гледаме овде, оваа зелена свеќе овде, која што е спротивна на целиот овој тренд и ова би било максимално, само да ја утврдиме точно. Значи гледате, буквално оваа свеќе која што моментално овде представува обратна насока од целиот овој пат, ни представува практично врв кој што моментално го достигна индексот на Nasdaq во претходните неколку недели. Гледате, имаме одличен напредок, што е добро, но пак ќе кажам, ова е моментален напредок пред стихија, пред да речам бура, затоа што навистина се очекува рецесија. Гледаме дека целата Европска унија веќе влезе во рецесија, со исклучок на Франција моментално, најголемите држави во Европа се веќе во рецесија. Истото можеме да го видиме и овде каде што повторно гледате, значи истата оваа свеќа, многу слично на самиот, само момент да ја утврдиме правилно, значи многу слично на самиот S&P 500, оваа свеќа која што моментално гледаме овде, ќе биде практично и отпор на истото ова движење. Гледате, значи точно. Не морав ни да го барам, одма знам што очекувам, затоа што чертовите се доста слични еден на друг. Со тоа што гледаме дека моментално не е само ова ниво, туку и од целиот овој пат во претходниот bear маркет, значи моментално се придвиживме до 78,6% од Фибоначи корекцијата или 0,786 левелот, со тоа што ова е уште едно многу силно ниво кое што моментално го гледаме на Nasdaq индексот. Верувам дека слично на тоа е и ситуацијата со S&P 500. Сега моментално ќе го поставам Фибоначи за да можеме да видиме. Иако овдека сме малку поназад, значи пак на некој начин овој врв локален кој што го имаме од претходниот баунс пред последниот врв на bull маркетот ни соодветствува 78,6% корекцијата од целото ова движење. Така да сме доста блиску, но гледано од Fear and Greed индексот, каде што Fear and Greed индексот очигледно ни покажува дека сме во екстрим greed, значи од 100% можни, ние сме на од 80 моментално. Гледано
Затоа што овдека гледате само Fear Index не е доволно. Зошто го велам ова? Затоа и постојано правиме и анализа на VIX индексот, затоа што овдека имате практично чарт во кој што може да видите како изгледа сето ова на многу поголема, да речем, на многу поголемо ниво. Сега, значи чисто за да видите како тоа изгледа моментално во однос на овие два индекса, ние ќе ги додадеме тие индекси нормално. Значи тоа ќе биде Nasdaq и ќе го додадеме S&P 500. Значи да ги погледнеме претходните bear и bull маркети во однос на каде бил VIX индексот. Значи VIX индексот кога е негде околу 21, тоа е негде 50 на Fear индексот, скалата која што сте вие научени да ја гледате. Значи оваа скала. 50, неутрално. Додека кога се движи нагоре, значи максималните вредности кои што се ги добива се негде околу 30. И ако гледаме дека може да добие многу повеќе, тоа се некои екстремни вредности поради екстремни случаи на пазарите. Но нас не се битни нормалните вредности 30, 21 и моментално вредностите негде околу 13. Гледате дека се најдлабоките кои што некогаш ги добил. Затоа јас и сега моментално ќе ставам линија негде околу 13, чисто за да имаме представа кои се моментално најниските вредности кои што моментално очекуваме да ги добиеме. Значи генерално гледано од минатото овие се најниските вредности кои што сме ги добиле негде околу 13. Тоа што секогаш кога сме биле негде околу 13, практично сме биле многу блиску до потенцијален врв. Разликата во тоа е што најчесто се случува и многу долго да бидеме на 13 и да тоа практично го пролонгира и понатаму одредениот bull маркет. И на тој начин кога сме веќе во extreme fear во оваа ситуација. Но најчесто кога сме во ваков тип на 13 да речем левел, гледаме дека сигурно имаме корекција. Значи гледате, колку подлабоко се ногеме, толку повеќе се очекува корекција. Значи во двата, гледате. Овдека, длабоко се ногеме, корекција, така, значи ева корекцијата овдека. Затоа што корекцијата обратно, значи знаете, VIX-от е обратно. Колку е подлабок, тоа е extreme fear, колку е повисок е extreme greed. Што значи дека ако се ориентирате по него кога да купите, кога се ногете на овие длабочини, треба да продаде. Практично колку повисоко се ногеме, тоест колку пониско се ногеме, тоа е практично поголем дел на extreme fear и треба да продадеме и обратно. Колку повисоко се наоѓа во индекс, толку е подобро да купиме во тој момент. Како и да е. Значи она што мораме да го заклучиме во оваа ситуација е дека се ногеме на екстремно ниски вредности кои што сме се ногеле во моменти кога сме биле на врв од одреден циклус. Така да во оваа ситуација значи ни покажува дека практично ова што моментално гледаме е врв на одреден циклус или во оваа ситуација би било практично dead cat bounce. Но дали тоа ќе се случи или не можеме да знаеме сигурно затоа што гледате дека се случува некогаш и ова вреднување од 13 да продолжи неколку месеци со оглед на фактот дека свеќите ни се месечни моментално. Сега, тоа нормално зависи од фундаменталните вести, затоа и не можеме да се попреме само на ова, затоа мораме и да ги следиме фундаменталните вести, кои што сте исто така од исклучиво значење и ни покажуваат уште подобро каде моментално се ногеме на самиот чарт на S&P 500 и Nasdaq, и затоа кажувам дека овие високи вредности кои што моментално ги гледаме, споредени со вестите дека најголемите економии како Германија и останатите се веќе во рецесија и се очекува истото да се случи моментално и со Америка, дополнително ќе го донесе стравот кој што ни е битен да се коригираме на VIX индексот нагоре кон нормална вредност да речем негде околу 20-21, а да добиеме корекција на Nasdaq и S&P 500 надолу. Сега, дали тоа дополнително ќе се одрази на биткоин секторот, на криптосекторот, со оглед на фактот дека имавме сосема обратно движење во криптосекторот поради choke point 2.0, останува да видиме. Но во оваа ситуација имаме екстремно висок степен, со тоа што во оваа ситуација би било жално да не продадете на ваков врв, се разбираме. Значи дури и да не го погодите целосно врв, дури и да продолжи уште малку нагоре. Јас не верувам дека S&P 500 и Nasdaq се веќе во следен bull маркет со оглед на фактот дека многу поинаку се случува тоа моментално во традиционалната економија и на вистина неизбежна е моментално рецесија и поради ова на вистина верувам дека ќе добиеме многу подлабока корекција надолу и за S&P 500 и за Nasdaq. Сега дополнително пред да продолжиме со најбитните работи, а тоа нормално е криптосекторот за кој што е најбитниот дел од нашиот канал, морам да поразговарам за уште една многу битна работа, она што јас постојано ја кажам, нема да мислите дека сум заборавил. Значи банките кои што моментално ги следиме, кои што се моментално најпогодени, гледаме дека и понатаму продолжуваат да паѓаат. Сега, зошто е тоа битно? Тоа е битно затоа што ова дополнително ќе се одрази постепено. Значи, нормално,
ако немаме масивен банкран, тоа не значи дека постепено не се случува. Односно, гледаме се повеќе одлив на капитал од банките. Не само одлив на капитал, туку дополнително гледаме и намалена доверба во однос на купување на хартии од вредност од банките. Значи, за да објасниме, Федералната резерва отвори така наречен discount window lending, кој што представува посебен практично механизам за да им се даде на банките по многу пониска камата, значи од онаа која што моментално е 5,25%, да позајмуваат со цел да ги пополнат оние проблематични, да речам, ситуации во кои што има недостиг на капитал, а имате бенка. Така, со тоа што во оваа ситуација Федералната резерва за да ги покрие овие банки, затоа што знаете и сами дека ниту една банка го нема кешот во себе си за да го врати, затоа што банките функционираат на начин што вашите пари кои што се депонирани ги даваат на некој друг како кредит, со цел разликата на овој кредит и она што вас ви го даваат како камата за чување на вашите пари во нивната сметка е уствари разликата која што оние добиваат како профит. Со тоа што на тој начин практично вие немате пари во банката доволно за да може да платите на поголемиот дел од вашите депозитари доколку се ги побараат парите назад. Во оваа ситуација, ова е посебен механизам кој што го направија сега моментално, буквално поради ова, затоа што имаше страв од голем бенкран, значи гледате, 15 март, се извинувам. Да, добро, мислам, иако е ова неколку години, поентата е со таква намена, се разбираме, 15 март 2020 година. Идејата на овој window е да се даде помош на сите овие банки кога се случува така наречен бенкран. Односно, можат во било кое време за многу помала камата од која што е регуларна камата моментално на пазарот, доколку се наоѓаат ваква ситуација, да поземат средства. Но ниту тоа не ги спаси овие банки и понатаму да бидат во голем минус во однос на нивните хартии од вредност и да продолжат да паѓаат. Се разбираме? Значи, гледајте, тоа е на дневна база, 5 дневна 9, месечно, иако ова е поради последниот памп, кога нели као наводно ги спасува, на 6 месеци, 42. На year to date, оприлика исто. Но ми разбирате поентата, така? Значи, ако ги погледнете наназад, хартиите од вредност на овие банки никогаш нема да бидат исти. Никогаш. Значи, ова никогаш нема да го вратат. 5%. 7, овдека ќе биде нешто плюс, нели, поради тоа што имавме памп, 67. 68. Се разбираме? Значи, ако продолжиме сите овие гледаме дека хартиите од вредност на ниту една од банките не се врати назад. Ниту една. Може би имаше моментален памп, но тоа не го менува фактот дека и понатаму, кога ќе погледнете на 6 месечна, на годишна сметка, имаме 44%, добро, 6 месечна и year to date 6 месеци моментално, но на една година гледате дека имаме огромен пад на акциите на сите овие банки. Што значи дека никогаш нема да се опорават да бидат тоа што биле, се разбираме? А се повеќе и повеќе сме свесни дека банкарскиот сектор умира. Нема тоа дали они сакаат или не. Тоа е истата ситуација како дедоларизација. Нема луѓе кои што веруваат во банките. Наспротив фактот дека банка би ви дала 1% камата, ако ги чувате средствата кај неа, моментално и државата би ви дала 3%, што 3 пати повеќе од стандардна банка, доколку ги чувате парите во државни обврзници, да речем, на само една година, со оглед на фактот дека сите овие се обидуваат да пумпаат колку што може повеќе вакви обврзници, со цел да принесат кеш, затоа што моментално имаат проблем. Значи, потребно е што повеќе да добијат заради нивните задолжувања. Сега да не навргуваме во тоа. Идејата е дека ниту една од овие банки нема да се врати таму кај што била. Крај. И тоа само го навестува она што го очекуваме. Ваквите падови на банките ќе продолжат и понатаму. Значи ништо не може да ги запре, се разбираме? Затоа што довербата во нив се повеќе се намалува. Вие профитот кој што може да го направите од банка е смешен, напротив профит кој што може да направите од било што моментално. Од било што. А за разлика од претходно, луѓето веќе имаат опции. Ако се сеќавате во Македонија пред само неколку години немаше начин како да се направи профил на eToro, Binance, Kraken или не знам што. Сега моментално може да направите било каде. Значи, иако нема можеби многу on и off рампови, на крајот од денот има опции како да го направите тоа. И затоа банките постепено одат во диносауру парк, се разбираме, значи нема бегање. Само сакам да ви напоменам дека дури не оваа помош која што моментално им ја нуди, не помага во нивно рекуперирање. Крај. Банките е само прашање на време кога ќе ги користиме оние големи трезори како ресторани, па поставиш 5 столчиња, масички, па ќе доеш од деца да боше никогаш не виделе како изгледа банкарски сеф, нели, да им покажеш кај сме ги чувале нашите
тоалетни хартии во боја, значи тоа ќе биде банката, ама нели, почекајте и ќе видите како иде. Сега да оставиме на страна традиционалните финансии и да се позанимаваме малку со криптосветот. Значи сега моментално во овој момент многу подобро знаеме зошто Гери Гангстер направи таков напад на две од најголемите менувачници, иако за Coinbase се уште не ми јасно, со оглед на фактот дека Coinbase е дел од оваа банда која што моментално влегува во крипто, но повторно многу појасно станува зошто толку голем кракдаун на целиот крипто сектор, за да се отстранат физички и мали правни лица од потенцијално купување на криптовалути. Затоа што во исто време се обидуваат да направат солидна корекција за да може овие джукели кои што имаат огромен капитал under management да влезат во крипто секторот. Како наеднаш? Значи зошто преку ноќ? Зошто сите во една недела влегуваат? Се разбираме. Значи ова се моментално големи, нели, да речем играчи кои што постепено, ако не во биткоин, барем во леджер технологијата сигурно се влезени. Затоа што знаете и сами дека JP Morgan влегување во биткоин би било последно, освен ако нема одговара момент. Но како и да е. BlackRock поднесе моментално за ETF на биткоин, што е многу голема работа. Исто да го направи Fidelity, со тоа што се обидува моментално да го купи DCG. Значи, Vanguard, истата ситуација. Fidelity дополнително нема аплицирано за ETF, но нормално се спрема да влезе во крипто секторот. Fidelity дополнително има и лиценца за крипто кастади, исто да можеме да кажеме и за BNY Mellon и за Nasdaq, кој што моментално овдека не е спомнет, но не можеме да заборавиме дека Nasdaq моментално само што не се спремил да отвори своја менувачница на својата платформа, затоа што Nasdaq представува најголемата електронска берза на светот. Значи не е ова за џабе, тоа го прави токму сега, во исто време кога останативе аплицираат за некаков тип на лиценци. Нормално да не заборавиме дека UBS е одамна, тоа е швајцарска банка која што е замешана во целата оваа ситуација, нели, на крипто. Дополнително знаете дека е многу активна во Хонг Конг моментално. Сите овие кои што гледаат овека моментално, овие бројки кои што гледате се ствари капитал во трилиони кои што моментално го поседуваат. Влегуваат во ист момент во крипто секторот. Сега моментално. Зошто? Значи, ајде да размислиме логички. Имате една година до следниот халвинг. После халвингот знаеме што се случува. Така, до сега 3 пати поред се случува. Значи, овие луѓе виделе што се случува моментално во еден нормален халвинг и очекуваат да се случи истото. Затоа и влегуваат една година пред халвингот. Гледано од макро аспект, оно што постојано го кажуваме, една година пред халвингот представува што? Одлична шанса за акумулација, така, пред да влеземе во следниот bull market, кој што нуди огромна заработувачка, така. Сега, дополнително не заборавиме дека моментално тоа што они го нудат и СЕК го забранува на физички и правни лица, овие луѓе, овие корпорации кои што гледаат овдека, не го нудат крипто како услуга на физички лица, како јас и вие, го нудат како услуга на accredited investors, оно што постојано кажувам, на богаташи. Значи, како што можеме да видиме во Америка се оди кон тоа да се направи репресија од типот да не може да купите крипто затоа што сте обичен граѓанин, туку да мора да чекате прво овие џукели да купат, па откако нивните клиенти ќе добијат, вие последни ќе бидете тие што ќе купат кога они ќе продаваат. Затоа и постојано ви велам. Овие џукели се обидуваат да ви продадат по нивна цена. А како може да ви продадат по нивна цена кога истите ќе го поседуваат тоа? Зошто ниту една од овие корпорации не влезе со фанфари? Зошто не излезе, например, Лери Финк на BlackRock и на телевизија да кажу: ние од денеска веруваме во биткоин? Нигде. Тоа се уствари луѓе кои што ги следат сите овие извештаи, следат што моментално каде се поднесува апликации и сето тоа, па го обелоделуваат на јавност. Никој од нив не излезе јавно да каже готово ние сме во крипто. Никој. Затоа што овие корпорации се паметни. Купуваш кога никој за тоа не слуша, а продаваш кога сите за тоа зборуваат. И затоа уште еднаш ќе напоменам, ова е стратешки направено. И да не заборавиме исто така дека овие неколку дена EDX представува нова платформа која што нема да има кастади. Тоа е многу интересна работа. Значи нема да има кастади од типот да ви ги чуваат средствата, туку Schwab и Fidelity кој што веќе ги спомнавме, кој што се трета по големина корпорација во светот, се извинувам, четврта, трета се на оваа листа, моментално прават посебна
платформа во која што ќе може големи играчи да прават трговија, но не и кастади. Они се тука само да овозможат место каде ќе може да тргувате. Но кастади останува на вас. Дали тоа ќе го правите преку новчаник, дали ќе го правите преку некоја трета страна, тоа е ваш проблем. Но зошто сега? Повторно. Зошто оваа огромна банка ја немаше до сега? Зошто сега одлучи да го прават тоа? Fidelity. Истите се долго време во крипто. Но лиценцата за кастади, за крипто, ќе добие сега. Значи во оваа година. Исто како и Nasdaq, исто како сите останати. Јас одамна ви го кажувам ова, само сега испадна буквално на видео затоа што јас очекував дека е тоа, но не можам да тврдам додека не видам со своји очи, а моментално повеќе од јасно ни е зошто Гери Гангстер и кој го плаќа и што уствари се обидува да направи, па тоа е тоа. Оваа корекција која што ја направивме беше, верувам, солидна за да може да влезат со многу поголем влог. Сега ова е многу интересна работа која што претходно имам неколку пати кажано. Знаете како? Оваа корекција овде кај што ја гледаме, значи стасаме до 31.1, очигледно големци е рекоа, слушај, дај закочи, ова ќе отиде до 50 ќе биде скапо, така. Се врати до 25.000, така. Тоа е одличен попуст. Со тоа што е вака. Многу пати сме го кажале, ќе го кажам повторно. Прво, како и секогаш, не слушајте што ви кажуваат, гледајте што прават. Еве што прават, така. А второ, вика, ако некој од нас, обичните смртници, го пропушти овој воз, возот е пропуштен. Цената не се враќа, тоа е тоа. Но ако некој од овие џукели го пропушти возот, нема проблем. Ќе најдеме начин преку Гери Гангстер или друг вид на фат да направиме корекција, ќе го вратиме возот назад за да се качат големите играчи, се разбираме. Ова е прост пример на тоа. Кога практично, ако треба возот ќе го вратиме назад само за да влезат тие што треба да бидат во возот, се разбираме. Па ова беше тоа. Како и да е. Ова беше само за да напоменеме дека е многу битно тоа што моментално овие играчи влегуваат, затоа што ова што вие го гледате, јас не велам дека целиот овој капитал ќе влезе во крипто, ова е ненормален капитал, со оглед на фактот дека нашиот цел крипто сектор моментално е околу 1 трилион, а BlackRock поседува 9,6 трилиона, се разбираме. Значи BlackRock поседува 9,6 пати од целосниот маркет кап на сите моментално 13.000 криптовалути во светот заедно со биткоин. Така, поради оваа причина пак ќе напоменам. Макар и 1, 2, 5% од овие капитали да влезат во крипто, тоа ќе биде огромен, ненормален памп. И сега, пак, не можам да ветам дека тоа ќе случи, но моментално, зошто BlackRock би влегол да аплицира за спот Bitcoin ETF, ако BlackRock не знае што прави. Со тоа што веќе напоменавме, проверете оваа статистика, BlackRock аплицирал за ETF од било каков тип 576 пати до сега, со тоа што само еднаш бил одбиен од SEC. Значи, он има 575 пати добиено ETF за кој што аплицирал. Тоа е 99,99% успешност во апликациите за ETF. Значи, она што го прават, очигледно или поради тоа што го поседуваат SEC во джепчето, или поради тоа што го прават, знаат што прават. Како и да е, мислам дека имаме огромна шанса дека спот Bitcoin ETF ќе биде добиен. И сега има спекулации дека тоа ќе биде само еден месец, има спекулации дека тоа ќе биде дури една година, но гледајќи го аспектот на тоа каде се наоѓаме моментално во bull маркетот, значи се наоѓаме на една година пред халвинг. Што значи дека они си даваат себе си време да го добијат овој ETF и Fidelity и BlackRock, за да имаат свој фонд кој ќе дое следниот bull маркет. Ова не е за џабе. Ова е стратешки направено. И големите играчи прават се стратешки. Затоа е многу битно да следиме што прават, а да не слушаме што ни кажуваат. Сега, во однос на техничката анализа да видиме каде се наоѓаме. За разлика од традиционалните финансии, кои што моментално се наоѓаат на 80 фиринг индекс, ние се наоѓаме на 65, што е сепак високо. Затоа што ние добивме ненормален памп. Значи ние во последнија недела дена добивме огромен памп кој што е несвојствен, значи не е секојдневен, моментално пампот е околу 15%. Така. Со тоа што се вративме на претходниот врв каде што моментално и се наоѓавме пред само кога што, значи 10 април, така. Значи оваа корекција беше долга, но беше потребна. Ако се сеќавате, јас ви кажав дека многу ни е потребна корекција со оглед на фактот дека во моментот кога бевме на врвот, прво достигнавме локален врв, второ RSI ни беше на 70, сток RSI ни беше на 100, а гледавме практично второ прекашување на MACD во надолна линија на базичната и сигналната линија. Моментално и покрај огромниот памп, гледате што се случува. Че имаме прилив на средства, само што не сме преминали преку нулата нагоре, VWAP само што помина над нулата,
MACD и значи сигналната и базичната линија само што се раскрстија и направија зелена точка, но повторно мораме да завршиме неделата вака за овие индикатори да ни покажуваат почеток на следен bullish movement нагоре. RSI ни е многу ниско, значи беше на 9, сега моментално е на 22, се извинам, 100 RSI, кој што се уште е oversold, и RSI ни е малку висок, да речеме 63, но знаеме дека последователно движење нагоре може да го задржи овој индикатор и повисоко без никаков проблем подолго време. Со тоа што моментално корекцијата ни заврши точно на 38,2, точно таму каде што очекувавме да заврши. Гледано на вториот чарт, уште појасно да ни стане, значи зошто баш овде, како што кажавме, тоа ни е практично ова локален пат на Тера Луна колапсот, кој што ни представува корекција два пати одбиена, односно ова ни е практично отпор во два наврата, за сега моментално да направиме ритест и негова превртување во поддршка. Значи, класична техничка анализа, ништо поразлично од тоа. Овдека можеме уште појасно да го видиме тоа, значи како што кажавме. Сега овдека имам хајке наши свеки, затоа што исто така битно да го поменеме и тоа, но како и да е, сега за сега само овој дел морам да го напоменам пред да навлеземе во хајке наши свеките. Значи, како што кажавме, овој трейдинг рейндж на Wyckoff, моментално горната граница на трейдинг рейнџот мораше да биде ретестирана, што многу пати го кажавме. Ваквата горна граница на трейдинг рейнџот ни соодветствува и со колапсот на Тера Луна колапсот на Тера Луна и со овие два ритеста пред истиот да биде ретестиран како поддршка и да продолжи нагоре. Во исто време, како што кажавме, имаме конвулзија на неколку индикатори кои што моментално ни представуваат поддршка, значи гледаме дека два пати се задржа цената на bull market support бендот, кажавме, успешен ритест на bull market support бендот е основна која што ни е потребна за да можеме да продолжиме во следен bull market. Истата ситуација ни е и со 200 неделната средна вредност над која што се наоѓаме моментално. Многу битна работа која што исто така треба да ја задржиме е моменталната конвулзија на други индикатори кои што се наоѓаат на местото каде што моментално повторно сме заглавени. Односно сега се враќаме назад на претходните индикатори кои што ги имавме кога бевме во април, нели, на оваа висока граница, каде што првенствено сега веќе имаме ниво кое што го воспоставивме со овој локален врв на негде околу 31.000 и нешто, со тоа што моментално се наоѓаме многу блиску тоа. Сега, гледано од неделно ниво, ние сме спремни за движење нагоре. Но гледано од дневно ниво, се наоѓаме многу високо. Значи, на дневно ниво можеме да видиме дека се наоѓаме екстремно високо и со RSI и со 100 RSI. Значи, погледнете. RSI е на 72, 100 RSI е на 100. Моментално имаме постепено заблување на MACD, кое што препоставувам дека ќе предизвика корекција која што веќе ја гледаме на VWAP. Иако не заборавајте дека некогаш овие индикатори може да се задржат долго време, како во оваа ситуација, високо, поради тоа што имаме добри фундаментални вести, како што беше во оваа ситуација влегувањето на сите овие играчи во криптосферата. Значи гледаме прилив позитивен конечно, после долг период, како и да е, на дневно ниво гледаме дека е потребна корекција. Посебно со оглед на фактот дека ако погледнеме Bollinger Bandот, ние сме буквално надвор од него. Значи, можеби нема да биде корекција од типот на паѓање надолу, истата може да биде корекција од типот на движење хоризонтално. Затоа што движењето хоризонтално дополнително постепено ќе не внесе внатре во Bollinger Bandот кој што излеговме, а знаете и сами дека секогаш кога ќе излеземе од Bollinger Bandот, прашање на време е кога ќе се вратиме назад, значи веднаш, знаете, потребна е една свеќа, две свеќи и се враќаме повторно назад во Bollinger Bandот, затоа што ова се средни вредности на движење на цената и многу тешко се задржува цената надвор од нив, затоа што луѓето тргуваат против нив. Се разбираме? Секогаш кога имаме излегување надвор, значи гледате, за една-две свеќи веќе сме внатре во овој Bollinger Band. Така да на дневно ниво ни покажува дека сме спремни за корекција. Додека ако се вратиме на неделно ниво да видиме зошто. И тоа сега повторно. Значи ако сеќавате и оваа корекција ние многу време зборувавме за неа пред конечно да се случи и да заврши точно каде што кажувавме. Овдека не мора да значи дека ќе добиеме корекција надолу директно. Како што кажав, можеби ќе имаме стагнирање хоризонтално пред придвижување нагоре. Зошто е тоа така? Затоа што имаме прво 30.000 која што е бариера, која што знаете и сами представува психолошка бариера на цената на биткоин. Сите овие десетки, значи 20, 30, 40, 50.000 представуваат психолошки бариери на кои што луѓето најчесто продаваат.
Истото можеме да го видиме и со оваа свеќа обратно, каде што практично многу луѓето почнале да купуваат, затоа што се наоѓале на истата таа бариера. И моментално истата ни представува поддршка, тоест отпор во неколку наврати на цената на биткоин. Гледате. Чистата оваа свеќа. Отпор, пробив, пад. Отпор, пад. Така. Значи сето ова е буквално поради оваа свеќа и онаа психолошка бариера која што моментално ја гледаме овдека на 30.000. Дополнително пак ќе напоменам, да не забораваме. Значи ова цело поле во кое што се обидуваме да пробиеме представува поле кое што во претходниот цел циклус на bull market за 2021 година представуваше поддршка. Значи сите овие и целиот овој практично период кој што го гледаме моментално, кој што е го поставен на месечно ниво, можеме да видиме од оваа практично. Гледате, значи на месечно уште појасно каде моментално цело се наоѓа ова поле. Значи целиот овој период моментално ни представува пречка која што очигледно ќе потрае пред да успее биткоин да се пробие нагоре, со оглед на фактот дека сета оваа поддршка која што моментално ја гледаме овдека е претворена во резистенс, во отпор. Така да поради оваа причина очигледно ќе мораме да видиме како сето ова ќе се одвива во следниот период, но имаме многу на некој начин отпор над нас каде што луѓето земаат профит. Но повторно, овој отпор многу лесно може да се надмине затоа што поголем дел од овие луѓе кои што земаат профит се многу помали од оние кои што влегуваат во пазарот, а веќе покажеме кои се истини. Така. Затоа многу битна работа која што мораме да напоменеме е дека една година пред бул маркетот е најчесто акумулација која што не може да биде предвидена. Така да во оваа ситуација станува збор за доседен пазар кој што многу често луѓето поради истиот и излегуваат. Значи гледаат дека нема напредок, далеку име да се чека следната година и тоа е тоа и се откажуваат, значи нема напредок. Тоа е тоа. Значи проблемот е што најчесто ова е таа година каде што се прави најдобрата акумулација, како што може видите и сами, пред достигнување на голема цена после халвингот. И затоа сите овие играчи влегуваат сега и затоа што ќе напоменам, грешка е доколку сега излезе до пазарот, но повторно не. Секој од вас одлучува за себе си, а не можам да ви кажам што е правилно, а што не. Дополнително мораме да ги покажеме и хајке наши свеките за кои што не разговаравме. Значи можеме да видиме дека на хајке наши свеките имаме промена на тренд. Овој тренд кој што беше надолу, на разбивање на оној паѓачки триаголник, моментално е во обратна насока и имаме промена на тренд. Со тоа што мора барем првата свеќа да заврши и знаете и сами дека кога имаме нагорен тренд, ваквите свеќи имаат големи сенки, нагорна линија и нормално продолжуваат се додека немаме свеќе која што прави промена на трендот, како што можеме да видиме овдека. Во оваа ситуација немавме таква свеќе поради некоја причина, но гледаме дека ако оваа свеќа заврши како што моментално е, можеме да разговараме за следен бран на бул. Гледате, значи ова се најчесто последователни неколку свеќи кои што прават следен бран на булиш движење. Сега, дали тоа ќе го добиеме останува да видиме, но гледано од аспект на неделно ниво, ова е прва од ред на свеќи кои што понатаму ќе ни донесе булиш движење и ако погледнеме на месечно ниво, нормално моментално сме практично само во нагорна линија, овој ритест моментално заврши неуспешно за bears и продолжуваме нагоре, додека на дневно ниво е оно што ви кажував дека се наоѓаме доста високо во овој последен булиш движење кое што моментално го имаме и после ваков тип на движење нормално логично е да добиеме мала корекција за ресет на гледаме многу високи моментално индикатори, но не, останува да видиме како и тоа ќе се случи. Во секој случај, она што беше битно е дека успеавме да добиеме корекцијата за која што разговаравме, успеавме да ги потврдиме и 200 неделната и bull market support бендот и нормално кога разговараме за оваа голем чарт во овој канал, гледаме дека буквално од долната граница постојано правиме баунс пред да се придвижиме нагоре, што јас верувам дека ќе се задржи барем до халвингот, очигледно, и нормално овдека имаме и 50 месечната вредност како и нели bull market support бендот, со тоа што во оваа ситуација овдека ќе треба да го споредиме истото и со Rainbow чартот. Значи на Rainbow чартот можеме да видиме дека се уште се наоѓаме во таа многу добра зона која што нели на самиот Rainbow чарт се нарекува fire sale, што значи дека е најдобро време за купување очигледно. Значи сите овие индикатори ни покажуваат дека сме на апсолутно дно од претходните акумулациони периоди каде што се наоѓаме и моментално. И како и секогаш ова огромна да речем огромен чарт на биткоин халвинг, кој што моментално знаете го следиме уште од самиот почеток,
до сега не изневерил. Значи, како што можеме да видиме, една година пред халвингот и понатаму се движиме во овој акумулационен период, кој што предходно, значи единствено различна година од предходните, да речем, 3 циклуси, ние оваа од 2019 поради ковид пандемијата. Ако не беше, верувам дека оваа акумулација ќе се движеше постепено нагорно, без да добие оваа корекција. Така да сега ако не добиеме некој Black Swan евент од тип на пандемија или војна, верувам дека постепено ќе се движиме нагоре пред следниот халвинг, но останува да видиме. Знаете и сами дека ваков тип на Black Swan евенти како денеска, не знам, жената на Гери Ганстер не му дала, па сега ќе видат сите криптовалути, ме разбирате? Буквално од тој аспект моментално можеме да очекуваме дека некоја будала ќе направи повторно некој таков тип на Black Swan евент, но пак ќе кажам, ова е акумулација, че јас овдека очекувам само да акумулирам. Не очекувам никаков profit taking, ништо освен стандардна акумулација. Со тоа што моментално би сакал исто така да напоменеме и за значи самиот Wyckoff акумулација, која што е моментално успешна. Кажавме, оваа корекција буквално е корекција на горната граница на Wyckoff акумулацијата, која што можеме да видиме овдека, која што е последниот дел од фазата Д, пред да продолжиме нагоре. Со тоа што повторно ќе напоменам дека ваков тип на баунс може да се случи неколку пати пред да проминеме во фаза Е, како што можеме да видиме овдека, а што нормално ни одговара на оно што кажавме на дневна база дека сме доста високо во индикаторите кои што може да ги погледнеме овде. Така да останува да видиме како тоа ќе се одвива, но Market Cypher ни покажува зелена точка, што представува продолжување на трендот нагоре. Значи тоа е оваа зелена точка која што гледаме неколку пати моментално, ни покажува продолжување на трендот во нагорна линија. Значи останува да видиме како и тоа ќе се одвива, но сега за сега техничката анализа е доста позитивна, дури ако очекуваме некој мал пат во следниот период, генерално е крајно позитивна. Сега би сакал исто така и неколку чартови дополнителни во однос на тоа како се акумулацијата на биткоин и неговото држање на различни wallet-и, со цел да видиме дека и понатаму се повеќе и повеќе се акумулира и држи, односно нема луѓе кои што продаваат, иако имавме голема корекција нагоре, нема луѓе кои што продаваат, туку сите оние кои што купуваат и понатаму продолжуваат да го држат биткоин на својот wallet. Со тоа што сега ќе ги погледнеме 1 year and 5 year hodl wave, каде што можеме да видиме дека и на 1 и на 5 години, односно ова е адреси кои што не промениле свој значи статус, односно не продале од својата адреса во последната година дена. Тоа што гледаме дека уште од претходниот врв во ноември 2021 година се движиме само нагоре. Значи дека се повеќе се зголемуваат луѓе кои што и понатаму држат биткоин без да го продават. А ако погледнеме од самиот почеток, иако имаме зигзаг движења, значи и понатаму продолжуваме. Сега гледате која е разликата. Во претходниот bull market 2017 година ние сме имале нагло паѓање на новчаниците кои што држале по една година, односно очигледно земале профит, така. Додека во оваа ситуација немаме ни приближно во овој претходен bull market, bear market, толку практично луѓе кои што продале. Значи гледате, само се зголемува бројот на луѓе кои што држат повеќе од една година. 5 години, истата ситуација. Значи сме имале на некој начин овдека практично некое стагнирање, кога сме дошли до врвот 2017 година, но во претходниот bull market, наместо да имаме стагнирање, ние имаме зголемување низ целиот bull market. 5 години. Тоа значи дека повеќе од 5 години не продале од својот новчаник. Тоа ви кажува дека ако претходно имало проблем околу тоа дали да има масовна адаптација или не, се помалку и помалку се јавува тој проблем и се повеќе и повеќе луѓе веруваат во долготрајната вредност на биткоин. Затоа и не продале повеќе од 5 години, така. Сега, во однос на тоа како изгледа бројот на wallet-и кои што нели акумулираат биткоин, моментално wallet-и кои што поседуваат 0,01 биткоин, гледате, само нагоре се движи, така. Со тоа што моментално имаме активни 12 милиона и 79 илјади wallet-и кои што поседуваат 0,01 биткоин. Но гледате, во овдека истата ситуација. Во 2017 година имало голем одлив практично на вакви wallet-и, каде што луѓето продале за тоа што сме били на врвот, така. Овдека низ целиот овој bull и bear market имаме само нагорно движење, што значи дека се повеќе луѓе купуваат на долготраен рок. Иста ситуација 2017 одлив поради тоа што му земале профит. 2020 и 2021 имаме, иако имаме кратка корекција, се движиме само нагоре. Со тоа што да не заборавиме, гледате, 4 милиона и 390 илјади wallet-и кои што поседуваат 0,1 биткоин. И една од најбитните категории, каде што имаме повеќе од 1 милион wallet-и кои што поседуваат 1 биткоин. И истата ситуација, значи корекција, овдека немаме таква корекција.
и нормално 10 биткоина, каде што гледаме дека сме имале кратка корекција на моментот каде што практично бевме на 70.000, но од тој момент, од кога сме утврдиле овој врв вториот, се движиме само нагоре. Значи, гледате и сами, со тоа што практично го победуваме претходниот all-time high за скоро. Значи, претходниот all-time high во овој bear market 2019 година имало 157.000 волети кои што поседуваат 10 биткоини, а моментално имаме 156. Значи, потребни само уште 1000 волети за да имаме нов all-time high на оваа категорија, а тоа се случува. Сега, 200 week moving average, значи ова е практично колку поблиску се наоѓаме до 200 неделната средна вредност, толку плави се на некој начин овие точки, гледате, и обратно колку подалеку се наоѓаме, толку се поцрвени. Со тоа што ни покажува дека најчесто ова се акумулациони периоди кога се наоѓаме блиску до 200 неделната средна вредност и како се зголемува, тоест се бојата практично станува се посветла, така се подалеку се наоѓаме, односно се наоѓаме во bull market. Овдека гледаме дека буквално се наоѓаме во тој акумулационен период, што многу пати со различни индикатори досега потврдивме. The golden ratio multiplier е уствари Фибоначи левели воспоставени низ целиот чарт на биткоин, со тоа што моментално истиот е представен, нели, како што може видите логоритмички, затоа и во ваков тип на чарт представено, со тоа што гледаме дека секогаш кога успевале после bear market да пробиеме над golden ratio, кој што е ова портокалова линија, практично се наоѓаме во следен bull market. Значи пробивањето во оваа линија последнава ни представува влегување во bull market. Истата ситуација во 2013 година, истата ситуација во 2017, тоест нели пробивањето се случило 2 години порано, но поентата е таа. Истата ситуација и во 2019 година, со тоа што имаме кратка корекција под, што е уствари Black Swan event. Затоа и реков, Black Swan евентите не може да бидат предвидени со ваков тип на индикатори, но тоа не го менува фактот дека и покрај тоа што се случи Black Swan event, многу брзо сме се коригирале над оваа жолта линија која што ни ја води практично цената во следен bull market. Истата ситуација и овде. Значи само што се коригиравме над, направивме корекција до овој golden ratio кој што моментално гледаме протоколовата линија и моментално се движиме нагоре кон следниот bull market. Иста интересна ситуација која што сакам да ја напоменам е the Puell multiple кој што ни покажува профитабилност на мајнерите со пругата. Значи моментално гледаме дека се наоѓаат на некоја средна практично профитабилност според овој индикатор, со тоа што знаеме дека од почетокот на bear маркетот до сега практично направивме некоја корекција до 100%, па се вративме негде околу 90, можеби нешто помалку од 90% профитабилност од почетокот на годината. Што значи дека многу од овие мајнери кои што биле крајно непрофитабилни на почетокот на годината, сега се веќе солидно профитабилни. Затоа и се случуваше она што добивме продавање на голем дел од овие мајнери со цел да ги покријат трошоците за овој период кога биле непрофитабилни поради цената која што е многу ниска во овој период на биткоин, а моментално гледаме дека како се движиме нагоре, се помалку ќе се случува продавање затоа што цената е повисока, помала количина на биткоини е потребна да се продаде за да се покријат тековните трошоци на мајнерите, како што е нели поправки, купување нови ригови, не знам, струја за останата и слично, и нормално како се движиме нагоре се повеќе ќе се обидуваат да држат, значи поголема количина на биткоин со цел да ја продадат кога ќе се најдеме блиску на практично следниот bull market. Така да тоа исто така добра информација, net unrealized profit loss, NUPL, не е практично тргување на емоциите. Знаете, и сами овој чарт ви е доста познат. Значи чартот е практично на емоции за тоа каде се наоѓаме во еден bull и bear market, со тоа што моментално буквално се наоѓаме на овој дел. Значи се наоѓаме на почетокот на практично bull market. Значи disbelief е уствари она што постојано моментално го слушаме на пазарот, нема шанси пак ќе отиде до 3000, до 5000, до 2000. Значи најчесто се случува во моментот кога најмалку очекуваме да имаме рели, да се ете тоа е нели, стасаме до 31.000, готово ќе одиме сега до 5000, до 3000, пак ќе кажам. Без Black Swan event не очекувам пробивање на претходното дно, кое што го имаме негде околу 15.500 за биткоин и верувам дека буквално се наоѓаме во овој дел disbelief, каде што се влегуваме во hope, optimism, belief и следен bull market, што можеме да го видиме јасно. Значи гледаме дека сме оптимизам, практично они дури и малку порано повисоко го ставиле, значи се наоѓаме негде на после disbelief на оптимизам, каде што практично влегуваме во следниот bull market.
Сега повторно, значи гледате дека ако ги споредиме претходните PR маркети, значи делот на акумулација во поголемиот дел се наоѓа буквално во овој оптимизам. Така, пред конечно да добиеме blow off top во belief и еуфорија. Така, што значи дека ова е таа досадна година на акумулација пред халвингот, каде што ќе се наоѓаме во поголемиот дел од неа во оптимизам, кој што е досаден дел. Значи гледате, истата ситуација. 2015-2016 година, поголемиот дел од чартот се наоѓа во оптимизам пред да добиеме краток врв во belief и еуфорија пред да се коригираме надолу. Истата ситуација може да видите и во 2014-2015 година, поголемиот дел од чартот се наоѓа во овој дел. Во хоп пред да добиеме, и сега овдека се два врва, но генерално најголемиот дел од овој акумулационен период се наоѓа во хоп, во надеж, што е моментално каде и се наоѓаме. Таа е една година пред халвингот. И следна интересна работа е биткоин сентимент, за тоа колку моментално се зборува за биткоин на мрежите, со тоа што гледате опфатени се биткоин токове е генерално сите што пишуваат на search engine, потоа Reddit, Twitter и моментално овдека гледаме од 0 до 1, full score е 0,66, што е релативно добар скор, но пред само неколку дена кога имавме голем рели на цената до 30.000, можеме да видиме дека значи одма после тоа, затоа што нормално прво чекаат цената да достигне висока вредност за конечно да почнат да пишуваат зошто, значи сме добиле и вредност од неверојатни во оваа ситуација негде околу 0,9 нешто. Значи тоа е стварно на вистина, гледате овдека е 0,7, че ова е негде 0,9, затоа што не ни го дава горе бројката не може да видиме. Значи ова е екстремно висока интересираност за биткоин и за криптосферата. Затоа што имавме голем памп на цената. Нормална работа, но ова се само краткотрајни пампови на сентимент. Главните пампови ќе ги добиеме после халвингот, како и секогаш. CBBA индексот, не сме го спомнали некое време, сакам исто така да го обработиме на кратко. Значи CBBA индексот дополнително ни покажува сличност, како што моментално видовме дека имаме доста голема сличност помеѓу бул маркетот во 2015 и 16, ова допирање на долната граница, влечење по истата пред следниот бул маркет после халвингот, моментално гледаме дека буквално се случува истото. Допирање на долната граница, влечење по истиот пред халвингот, по кој што очекуваме експлозија нагоре. Слично на тоа можеме да видиме дека и CBBA индексот ни го покажува истото. Значи дно, прва корекција, но прва корекција. Така, после првата корекција имаме хоризонтално движење, моментално имаме хоризонтално движење со овој краток памп. Дали ќе трае исто, не знам, останува да видиме, но сега за сега е буквална копија од бул маркетот во 2014, 2015, 2016, 2017 година. Значи, се наоѓаме на некоја добар индекс од 29 моментално, каде што, како што кажав, значи, дното буквално овој индекс точно ни го определи, кога добивме неколку вредности од 2, неколку пати дори, последователно имаше неколку денови, вредност од 2, и тоа беше буквално моментот кога добивме апсолутно дно. И како и секогаш, значи секогаш сакам на крајот да го споделам овој часовник, 308 дена до следниот халвинг. Верувајте ми, овие џукели многу обрнуваат внимание на овој часовник, а тоа треба да го направите и вие, затоа што ова е часовникот до следниот халвинг, на преполовување на наградата на биткоин за половина, а со тоа и неговата инфлација, која што ќе достигне помалку од 1%. Ако запишете BTC inflation rate, ќе ви го даде овој чарт каде што може да видите моментално која е неговата инфлација. Само момент, значи ево, VBUL, гледате, значи тоа е уствари чарт кој што треба да најдете, гледате. После секој халвинг се преполовува инфлацијата за половина, практично од 8 на 4. Предходно истата ситуација во халвингот 2020 од 3 на 1,6 и моментално очекуваме од 1,7 да се преполови на 0,8%, 0,7% тој рейндж, ќе видиме како тоа ќе изгледа, поради самиот халвинг и преполовување на наградата и инфлацијата да се намали под 1%, што е одлична вест за биткоин. Нормално тоа е еден од многуте позитивни фактори. Генерално биткоин и неговиот халвинг е циклусот по кој што моментално се водиме и не гледам причина зошто и не би продолжиле понатаму да се водиме по истиот, со оглед на фактот дека истиот работи буквално како часовник. Значи никогаш досега во претходните 3 генерални циклуси не разочарал и точно секој аспект од истиот се случува точно во оваа 4 годишна граница.
Така да, сега за сега продолжуваме да го следиме овој циклус, гледам дека тоа го прават и големите играчи, што ми дава уште поголема доверба во истиот, и затоа се повеќе и повеќе кажувам на луѓето дека треба да го следат овој час. Нормално, како и секогаш, единствена работа која што бараме од вас за нашата постојана работа е доколку ви се допаѓа, значи, нашата програма, да ја препорачате на други македонци. Овој канал е на македонски, е за македонци и се надевам дека ќе помогне на македонскиот народ во следниот bull market да направи соодветен профит. Тоа е главната поента на каналот. Не наплаќаме, нема да имаме никакви скриени групи, видовте до сега. Мислам дека година и 3 месеци до сега требаше да ви покажам дека немаме никакви задни намери. И нормално, единствено што бараме од вас е поддршка, ако ви се допаѓа материјалот, да го споделите со други македонци. Како и секогаш, не бараме од вас позитивни коментари, бараме коментари од типот на без разлика дали е тоа поддршка или прашање, слободно го поставете го, затоа што помага на алгоритмот на YouTube да го сподели ово видео што повеќе. Нормално ние ќе одговориме како и секогаш. Лайк, шер, сабскрайб за оние кои што не направиле сабскрайб, и како и секогаш ви благодарам и се гледаме во следното видео. Поздрав од Крипто Гемич.